овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте, вие сте на Телма, ние сме во хотел Лимак, а ова е нешто конкретно. Некои нови клинци се гости во денешната епизода. Тие се припадници на новата дигитална ера. Некои ќе речат дека живеат во виртуелен свет, дека имаат виртуелни пријатели, признанија и пофалби и дека ништо од тоа не е реално. А денеска ние ќе се обидеме да покажеме, докажеме и прикажеме дека тоа и како е реално, видливо, а богами и исплатливо. Инфлуенсери, блогери, јутјубери и тиктокери се нашите денешни гости. Неговата публика го смета за татко на YouTube сцената во Македонија, а ние телевизиски ќе го представиме како основоположник на новата видео интернет ера на македонската сцена. Боби Трајковски, Боби Битбокс. Со интернет речник таа е модна блогерка и инфлуенсерка, а во народски кажан речник таа е девојка фотомодел, која со своите модни комбинации инспирира визуелен идентитет кај публиката. Ксенија Деспотовска. За неа велат дека е најемотивната и најискрената инфлуенсерка во земјава. Споделувајќи ја својата приказна сплоти многу срца. Како се успева со ненаметливост, без вулгарности и без скандали да се успее во интернет светот, кој сам по себе е скандалозен, ке ни каже Александра Шијаковска. Фуд блогер е неговата професија, а всушност е ентузијаст готвач, кој споделува и фото и видео рецепти на своите социјални мрежи. Автор е на 2 книги за готвење. Неговото уметничко име е Dave's Kitchen, а се вика Давор Панчевски. Тој е еден од најмладите, а најпознати тиктокери во земјава, кој пласира исклучиво македонска содржина на својот тикток канал. Кога почнал и дали од дома го сваќаат сериозно, ќе го прашаме Александар Динев. Добре ми дојдовте. Добре те најдов меснешче. Да не сум сгрешила нешто во најави. Не знам, ја се осеќам како клинец сега да ти кажам. А не, си. Зашто се осеќаш си? Ти кажав дека е татко. Па не, кога рече дека се тука сум со клинци, некако се осеќам много мале, дека некои нови клинци, добро. Да се навратим во годините. Сум погодила, добро е. Добро е, сега вака порано, мојата баба викаше да учиш внучко за докторка, за да ме лечиш. Денешниве баби, ја мислам дека викаат да учиш за јутјубер, односно за инфлуенсер, да ме снимаш. Така ли? Така е, тоа е точно. Јас ќе си кажам за мојот дедо, особено е горд на мене и на се што сум постигнала и каков човек сум станала. Настрана се тоа и многу голем дел од мојот Инстаграм, и ако го нема еден месец, одма вишуваат каде е дедо, зошто нема стори со него. Дедо е звезда. Да, дедо е најголема звезда на мојот Инстаграм. Го нема еден месец и веднаш ми пишуваат што се случило и зошто го нема. А дедо како реагира? Што ти вика? Дедо многу сака да го снимам, многу сака да пее. Дај дедо да пееме, ама викам, дедо, ни јас ни ти немаме глас, како да пееме двата? Најсподелувани ни се тие сториња кај што пееме. А зашто не му отвориш на дедо Инстаграм? Па треба да му отворам, ама тоа е дупла работа за мене. Конкуренција ќе ти биде? Конкуренција ќе ми биде, тоа со сигурност. Кој од вас снима дедо, баба или некого снимаш? Јас не снимам, ама глумам дедо, баба, мајка. Он е сам свој дедо, сам свој баба. Добро, ти, Боби? Ја, баба ми ја имам снимано, пошто еден период живееше со мене, пошто ја рушија барака, па не знам таму што. Јас имам 2 години со мене да живее и тој еден период онака ја снимав некои делови. Така, нешто кратко, али не сум снимал претежно така постари, пример од фамилија или од семејство. Колку години има баба ти, Боби? Баба ми има 76. Млада. Мање за дедо ми. Млада е дедото, колку има? 90 ќе прави оваа година. Дај, жив и здрав. Ама не се дава, не се дава. Чекај сега да прашам, дали се делат парите кога ќе се заработи на Инстаграмот, односно на Јутјубот, ако бил во видеото бабата, односно дедото? Апсолутно, апсолутно. Се дели, а? Да. Добро е така, таму некој го снимаш ти? Ми дадовте идеја да земам да снимам рецепти со 2 баби. Тоа ми да, Не сум мислел да Како се. да сега Сега не ќе си слушнат, текнал? ќе речат што внук си ти? Ајде. Да. И тоа 2 баби има, пази, 2 Наскоро баби. на канал. 2 баби, добро. Очекуваме, ова е ветено, запишано, снимено. Баба ми си има Инстаграм, Фейсбук, се следи се и баш е интересна да ја снимам, ама јас уште не сум се отсудила на тако Кажи го чекот. Инстаграмот, да ја заследите сите бабата. Не, Да се френд. не.
не седи од незин Инстаграм, седи на од теткава ми Инстаграм, шпионира. Ау, зошто? А какви коментари? Нели обично бабите и блиските оставаат коментари, леле што убава си, или Среќа, некогаш баба ми не знае да пишува. Не знае. Стикерчиња. Стикерчиња, ама некогаш знаат и конверзација да направат кога ќе дојдеш, те чекам. Ви се случува нешто такво од најблиските или не? Па не, моите немаат социјални мрежи, така. Убавна тетка? Мојата, да, на баба. Има. Сигурно. Барбика, принцеза и такви. Добро. Јас сум на баба убав тој, тоа е. А за баба ти што вика? Па ништо, ја имам чукната публика, не знам колку знаете, моите мислам си ги обожавам колку се чукнати, пошто се многу позитивни. И стално убаци ја баба ти и убаци го пеце и свирете ги дека пример некоја таква кој е некоја пеце? будала работа ќе ми побарат. Кој е пеце? Пеце ми беше верверичка, што имаше чуо дома. Воопшто не очекувам за верверичка. Верверичка? Да, Таква жива? па да, жива. А ти си next level influencer, Ако значи. дојде Пеце да ја викаш верверичка. Па бе, најтешко е да му даеш име на На Миленица, верверичка, тоа е. посебно. Да, на Кај ја верверичка. чуваше верверичката? Се чува дома. Но тоа ше, мислам, А почина. како дојде Пеце Пеце? почина, беше подолго време, али го чував дома и викам, сакам да чувам нешто што е специфично. Имам чувано маче, куче, хрчак, Добро. папагал, се имам Верверичка. чувано. Ама верверичка ми беше желба нешто да чувам што не е за по дома. Сакав нешто ракун, сакав нешто, не знам, видра, некоја таква ствар. Ракун, бе. Нешто што е што Крокодил. никој не го чува. И прва работа што ми текна верверичка ќе земам. И од кај го најде Пеце? А Пеце го најав кај Беверли Хилс, Има ако знаете, бркано. трговскиот центар каже, и тука има миленичиња. А, И- он е од продавница, мислам да не си го фател купив, си го под купив. Добро. И си го чував дома и желба ми беше да си го чувам кога ќе дојдам пример дома, да го отворам од кафе си и он да си е цело време по дома. Ја И мислам да почнав си чисти гучам- во дома. Почнав да гучам со лечничиња, си ставав у џеп лечничиња и цело време доаѓаше и ќе де на глава, де на рамо и ќе почнам ми брцка у џеп и кога ќе приметам дека више досаѓа ќе почнам да дам 5-6 лечничиња, ќе земе лечниче, иде у кафезот го носи и се враќа пак да му дадам ново лечниче. Умен, Да. домаќин човек. Да. Браво. И на крај оптиката кабелот ми го искина и морав да више у кафез да биде. И тогаш престана да снимаш YouTube видеа. Не Знам. више ништо од таа желбата да биде Да. за као куче по дома. Добро. Сега ќе го прашам најмладиот, имаш 19 години. Да. Кажи ми кога почна да снимаш TikTok видеа и прво кога почна да снимаш, што ти рекоа по дом? Јас снимам од доста мал, мислам предходно си снимав пак, сакав да бидам јутубер првично, пред да почнам со TikTok, ама официјално TikTok веќе 4,5 години си снимам. Најпрво моите беа што правиш, што се бламбираш, што е ова, што ќе кажат луѓето, пошто нели по тој принцип живееме за туѓото мислење. Ама на почетокот од моите немав баш поддршка за тоа. Те вика седни учи, не се копира. Седни учи, дај фати некоја работа што правиш цело време на телефонот снимаш. Ама ете, кога дојде времето на корона, тогаш најмногу си се посветив и баш немаше што да правам, тогаш не ми замеруваа толку многу. Само да не досаѓат, не? Да. Снимај таму. Баш и така, си снимам веќе 4,5 години. Добро. Како почна ти Давар? Почнав сосема случајно, си готвев од 5 оделение, буквално, и одеднаш, значи по иницијатива на другари и другарки, зашо не почнеш да објавуваш рецепти на интернет? Мислам дека сега На почнува... Facebook прво почна? На Facebook, да. Facebook, На добро. Facebook. Направи Facebook страна, за недела-две доби 5000 фанови, што за тоа време пред 8 години, Чекај да видиме тоа која година е, значи тоа е 2014, мислам дека беше, добро. така нешто. 2014. Исто така одлучи да се викаш Dave's Kitchen од старт. Dave's Kitchen од старт, да, бидејќи сакав на почетокот и од странство да добивам публика и од Македонија. Меѓутоа со текот на времето сватив дека не може да така. Не може, зашто? Затоа што ги гледаш на Конкретно со рецепти не може затоа што одредени се карактерите и на Инстаграм и на, мислам дека и на Фејсбук, или не сум сигурен за Фејсбук, ама
одреден број на карактери и на македонски и на англиски. Ние сме на телевизија, имаме публика, што значат карактери, пошто ние по карактер можам да бидам добар или лош. Букви. Не те разбирам што. Ја по карактер правам омлет, пример. Добро. Не може да се напише истиот рецепт и на англиски и на македонски во една објава, требаше да се реплицираат или да се дуплираат објавите и заради тоа со текот на времето се посветив само на македонски јазик. Добро, Ксенија? И јас И како почна? сосема спонтано, никогаш не со баба. Прво баба ми почна па ја. Имам наследено мода и желба за да се облекувам од баба ми и мајка ми. Риков, баби, ја знам. Повеќе од мајка ми, да не се лажиме, ама Ние ајде. сме иста генерација со баба ти. Ајде. Сосема спонтано, искрено, кога почнав, јас не ни постоеше зборот инфлуенсер и да ти кажам дека почнав со готвење. Имаш конкуренција до тебе. И до мене. Првите видеа ми беа на YouTube и почнав да снимам рецепти, ама се ги избришав по некоја година. Зошто? Па многу аматерски ми беа снимени. Се срамеше? Да. Добро. Па добро, некогаш треба да стојат видеата за да си го гледаш напредокот. Не, јас си ги гледам, си ги имам приватно. Ама не јавно. Јавно не. И од секогаш сакав, јас си ја сакав модата и мајка ми од мала ме дотеруваше и некако тоа си го наследив и сакав да се фотографирам и некако си го правев само тоа што го сакам и само по себе така почне да ме следат луѓе и ненамислено да станам инфлуенсер. Добро, одлично. Ајде, Александра, ти како почна? Јас никогаш не го планирав ова како работа или како нешто од кое ќе заработувам. Чисто од кеф почнав да го правам. И сакав да се отерувам како и секоја девојка. Како и секоја битолчанка, де? Како и секоја битолчанка. Тоа е поентата. Немав многу можности, затоа од стипендијата од факултет си купив машина за шиење. Од толкава желба да бидам модерна и дотерана, сама си шиев дома, си креирав фустани од мајките, од тетки, од мајка ми, од тетките си ги преправав по мој вкус. И така се си одеше во, знаеш, од старо ново си правев и све си беше спонтано. Ништо не беше испланирано, да кажам, и во овај тек доди. Никош не очекував дека еден ден ќе го работам ова и ќе заработувам од ова. Добро, е сега како реагирате на тоа ќе ви речат кога ќе се представиш дека работам YouTube, дека сум инфлуенсер, кога некој ќе ви рече, бе ајде. Шо работиш? Инфлуенсер, шо е тоа? Како реагирате на таквите коментари? Денеска веќе мислам дека сите знаат што е тоа. И го Проблем прифаќаат. беше пред 4-5 години. Сега мислам дека веќе Не сите се правдате знаат. веќе? Не. Не ве гледаат онака под око, Веќе не. Ја имам факултет Некој завршен. Како? Па и ние Некој имаме. да. Некој да? И Да. како? Не, така некој која ќе рече јас имам факултет или сум доктор Па и или ние сум... имаме, не дека ние не сме Ајде, тебе завршиле. лесно ти е дома, седиш си готвиш и... така. Си се сликаш лесно. Аха, како реагирате? Па, да бидам искрена, му објаснуваме малку. Како Мора да се- објаснуваш? Ајде, како објаснуваш, ја доаѓам и ти викам, што е тоа инфлуенсер? Имам некое влијание на социјалните мрежи, се занимавам со мода и се фотографираме некоја естетска фотографија. На тој начин гледам да објаснам, најкратко и најјасно да речем. Што си ти дете јутјубер? Што е тоа јутјубер? Мене стално кој да ме праша, што си ти? Ютубер. Што си? Како Убер? Викам, не Убер, не, тоа такси е, викам. Работам на интернет. И како објаснуваш? Ништо, дека правам гейминг видеа, претежно правев гейминг видеа. Што е гейминг? И гейминг е кога играш некоја игра на компјутер и го снимаш тоа. Да речеме, имаш епизоди каде што ги снимаш една по друга, све додека идеш по степените на играта, го снимаш како епизоди. Исто како турска серија да гледаш. Па не е Само на баш исто. македонски начин. Турска серија на македонски Да, и кога начин. почнав со геймингот, претежно као играм игри на компјутер, ги снимам, ги ставам на интернет, луѓе ме гледаат, ми коментираат, па имаат некој нивно барање, па јас се базирам на нивно барање, па пак снимам. Исполнуваш и Да. желби. Добро. А тиктокер, како објаснуваш што си ти тиктокерче? Ја TikTok го објаснувам како еден вид забава, како што нели сега постарите гледаат телевизија, ете и помладите гледаат, ама повеќето се на телефоните и на социјалните мрежи. Тоа е место каде што нели ние креаторите се изразуваме дали преку мода, преку готвење, преку забава, каде што нив ги на некој начин
Ги забавува. Ги забавувам, да. Доволно одговор. Тебе да те прашам, како реагираат на тебе професионалните готвачи? Френдови ти се, те следат или? Имам, да, Да? имам. Ама како реагираат? Така малце те гледаат? Не знам. Не знам. Не, дали позитивно, чувствуваш позитивно добивам и позитив? пораки од професионални шефови. Многу луѓе ме ме споредуваат со професионален шеф, меѓутоа целта и мотото на Dave's Kitchen не е дека треба дома да поседуваш некои техники и школа за да готвиш за семејството и за пријателите, туку баш напротив, со минимален труд дека може да се добие максимално задоволство, односно со минимално поминато време у кујната да се направат брзи и лесни Пробувам и креативни. ја. Рецепти за модерни домаќини. Кога Снеже готви, така и јас си пробувам, ама тоа. Ајде, значи слушајте сега, кратко и јасно ми треба да ми одговорите. Значи ви поставувам на сите исти прашања, вие кратко и јасно одговарајте ми. Колку и кои беа првите пари кои ги заработи од инфлуенсерство? Па јас не би кажала сума затоа што мислам дека не е професионално. А кој беа? Беше клиент или беше... Па на почеток работевме за помали страни, бутици, така тие не контактираа, сега веќе работиме за посериозни фирми со договор со Сакам да кажам многу огромна е разликата. Од 50 евра? Почетните? Да. Да. Добро, окей. Кои беа првите пари кои ги заработи и колку ако Исто не би кажал, бидејќи е Помалку од 50 евра? повеќе. Добро. Окей. Кај мене се биле помалку од 50 евра и обично некогаш на почетокот, пошто нели немавме и многу следачи, на компензација работевме, производ, реклама, такви ствари. Така да, тоа беше мојот Јас почеток. можам да си ја кажам почетнава сума, затоа што многу сум си горда на тој ми беше некој почеток и кај што ми дадоја така некој мотив да го почнам да го работам, затоа што јас тогаш уште не ни знаев дека постои нешто и само си се сликав и тоа бил 8.000 денари и сама па бев тоа е. изненадена затоа што не знаев за колку пари го работам нешто, само на крај бев наградена за тоа што го сработив. Фантастично. Добро. Таму во YouTube-от првите Ја, пари кога стигнаа или ти Првите си од пари ми беа љубов? компир. Значи тоа е стандард. У компензација или компир? И него почнавме тоа да работиме од љубов. Значи Да, почнавме ние бевме нешто таа што тебе генерација. те привлекува и нешто што сакаш да го правиш. Тоа што сакаш да го правиш и да го правиш со љубов, тоа би го правил за без пари. Тоа е факт. Значи, кој сакате прашате, сите имале еден период каде што го правеле тоа за без пари. Сите сме Без разлика почнале дали е така. почеток, дали е на средина. Добро, ама сите првите сме пари кога ги заработи? Првите пари Колку пари веќе се беа? нека смешна сума затоа што тогаш се уште немаше некоја публика, затоа што јас кога бев на YouTube почнав Добро, од што е 2007 смешна година. сума? 2007 година се уште немаше некој тип на исплата тогаш на YouTube. Добро. И така да само си постирав некои видеа кај што имам правено битбокс и некои такви работи кај што сум гостувал со пример имам гостувано со токсикологија, сме им деле по настапи. И така си ставав некои скечеви. од Една мене. бројка да ми кажеш сигурно е помалку од 50 евра? Да, сигурно. Сигурно е нешто како $1, 2, пример да речеме. Да. Затоа што јас имам почнато многу постепено, мојата скала беше многу по драстично долга за разлика од денешнава, затоа што они веќе сега кога ќе почнат да бидат инфлуенсери, они веќе имаат публика. Они треба да направат нешто вирално, што се вика треба да е нешто тренд, за да можеш ти одма да придобиеш нека публика. Јас имам градено сабскрајбер по сабскрајбер по сабскрајбер Па кај кога мене прв на канал кога почнуваш, отидеш види. и си пишат датум, на тој датум имам толку сабскрајбери, на тој датум толку Три. сабскрајбери. Сабскрајбери се оние кои што те следат. претплатници, така. Морам да да. приметувам. Инаку само да кажам, ако заврши, Само да извини. кажам со многу ниска сума имам почнато све до високи суми. До која е највисоката сума? Највисоката сума е 1000 евра? Највисоката сума ми е глобална, не можам да ја кажам затоа што Повеќе од 1000 евра? Многу. Да ли цитираме, дали имаш повеќе од 1000 евра таму? Да, дали имаме повише од 1000 евра таму? Да. И повише од 1000 евра? Продадено. Продадено. Добро, добро. Кој прв ти рече браво и кој прв те исплука за тоа кога почнавте да работите, односно веќе да се пробивате во тој свет? Кој прв рече браво? Домашните. Домашните, кој прв те исплука? Знаеш точно. знаеш. Веројатно некој што следи во коментари нешто скоментирал. Меѓутоа не се сеќавам на вистина, да. Кој ти кажа браво прв? Јас Дедо? можам да се пофалам, да, дедо во секој случај. Дедо е прв
во секој поглед. А можам да се повелам со голем круг на пријатели кои ме поддржувале и секогаш биле тука да ми ракоплескаат на секој мој чекор, без разлика дали бил погрешен, прав, секогаш биле тука за мене, пријателите, семејството. Иако моите родители се постари, не знаат што значи инфлуенсер, блогер и така натаму, секогаш верувале во мојот избор и во моите одлуки. А што викаат, се извини ке те прекинам, што викаат, што работи ќерката кога ќе прашаат? Па, сега веќе знаат да го кажат зборот блогер, ама не знаат што е тоа. Да. Битно секогаш верувале во мене и ме поддржувале, дечкото, родителите, моите пријатели. А кој ти кажал уа или не те поддржал? Па некој што не ме познава. Некој кој ме познава, мислам дека никогаш не би кажал уа. И кој знае како сум почнала и во кој тек се движеле работите. Добро. Некој пријател така што се покажал дека не ти е пријател? Не. Да. Ајде, кој ти кажа браво? Кај мене малце поразлично, јас немав многу поддршка од дома, а и особено и од пријатели, соученици во училиште, доста со негативност. Мислам, многу плука по мене. Мене ми беше глупира, шо правиш така. Да, ама и луѓе кои што не ме познаваат од училиште, мене имаше период кога што не ми се идеше на училиште. Многу беше. Да, шуткање низ ходници, плукање, сопкање, секакви ствари, да. Многу ми беше лош период тоа на мене, средно. Тоа е булинг, така? Да, Баш класично. многу булинг. И во училиште и надвор од училиште. Заради тоа, како се изразуваш на TikTok? Да, затоа што јас тоа што го пласирам на моите социјални мрежи не е конкретно јас, затоа што јас глумам карактери. Така? И луѓето ствари што не ме познаваат мене лично, си прават некои предрасуди или предпоставки за тоа како сум јас, како човек, и можеби тоа најмногу влијаеше. Поддршка најмногу добивав тогаш на почетокот, нели, преку коментари од луѓе што ме следат и мојата најдобра другарка тогаш што ми беше и девојка ми. Поранешно. Така да. Сега више не ти дава поддршка. Не, сега уште ми дава поддршка, сега уште сме во добри односи, ама... Добро, а кога почнаа да те поддржуваат твоите? Или се уште не почнале? Не. Work in progress. Не. Ме поддржуваат сега и многу ми е мило за тоа. Почна да ме поддржуваат кога почнав да правам пари и кога сватија дека уствари. Што правиш пари, окей. Добро, јасно да знаеме. Ксенија, тебе кој прв ти рече браво? Па родителите и најблиските пријатели. Иако некој од нив ми се смеја на почетокот, ама сепак ме поддржува, си се зафркаваа на мој рачин. Памтам точно, сега нема нормално да ги кажам, ама знам дека така снимае лајвови, затоа што почнав со YouTube и снимав таму видеа и така малку ме емитираа, па... Аха, како изговараш? Да. Тебе? Кој ти кажа Браво, брат? Ми кажа сестра ми, пошто сестра ми знаеше кои ми се моите соништа и што сакам да направам. А Пеце што рече? Пеце ништо, најличниче. Сестра ми беше најголема поддршка затоа што она знаеше што сакам, што снимам и што сакам да постигнам и она ми беше така поддршка. Татко ми беше као не му ни кажав уствари дека ќе снимам или нешто, отпосле почела да дознава кога веќе почнував да... Што рече, татковците посебно знаат да бидат сурови, она пошто нели треба ти да градиш фамилија, треба да бидеш класика југословенски тип. Што сакаш пре? Баш дека покажеш. Што сакаш пре? Твој живот, твој свет, што те интересира? Ама кога почна да заработуваш? Кога почна да заработувам, мислам дека на никој му немам ни кажано колку пари имам заработувано и како имам заработувано, така да тоа сум си го стел сам за себе, затоа што јас моите пари сите што ги имам вложено, тоа што ги имам земено, сите ги имам вложено и сите ги имам дадено. Значи немам ни воопшто пари задржано за мене. Тоа ми е како прва една работа која што ја работев за сосема друга ствар на јутубот, него за тоа што бев. Ти за каузата. За македонската кауза на јутуберите. Првично најбитната работа ми беше луѓе кои што имаат иста слична идеја со мене, сакаат да станат јутубери, не знам, имаат недостатокот од компјутер, од технологија, од такви некои работи, јас сите тие ги инвестирав во луѓе кои што сакаат да станат јутубери, кои што и ден денес работат на компјутер, можам да кажам со гордост, веќе имаат и успеано во животот. Ама ти се откажа? Јас откажав, не баш се откажав, али се уште имам некој сосема втор план кој што сакам да го направам, но тоа можеби нема да биде на YouTube, али сигурно ќе биде нешто. Колега ќе ми станеш? Може, зашто ако ме викнеш ќе дојдам. Кој е тој лик сега што ми одговори?
Тој лик е Колјо. А што прави Колјо? Колјо е другар на Боби од село Југово. И? Тој ми е као карактер кој што го карактер. користам. И Колја е една интересна, не знам, карактеристична фаца која што сите ја засака и сите почнаа да ми го бараат како Па карактер. Колјо сакам после да ми одговори на. Вази, нема проблем. Океј. Кој е најголемиот страв во врска со вашата работа? Страв некој да имате, што се однесува на вашата работа? Така, јас мислам дека од се што се плачев, ше ми се случи во овие 2-3 години, така што не остана ништо. Од што нешто треба да се се плашите, плачам. не знам, да снема интернет, да ви се не. Инстаграмот, да ви го украдат профилот. Таков страв мислев, не знам, Бога ми, дали да. немате идеи. Да, едно време така Да ти го имаше хакираат нешто, профилот, е тешка. снемуваше профили Така, да. и ми имаше така фатено страв. Ама исто така мене само ми е страв некогаш да не предизвикам нешто лошо кај некој што ме следи. Аха. Да препорачам нешто што некого на некој начин лошо би влијаело на него од тие работи, инаку вака мислам не. Добро. Ти се плашиш од нешто? Јас искрено од неколку работи страв ми е да нарушам репутација или сликата што имам изградено за себе си. И се плашам од тоа никој да дознае кај живеам. Бога ми страх е тоа да ти кажам. Не, таква информација не поделувам. Не, затоа Јас знам што кај живееш. затоа што многу пати си има случајно да ми доаѓаат дома и дечиња и возрастни се качуваат по прозори. Тоа не сам Сликаат со тебе? па некој да, некој за да наштетат, мислам. Таму. Како да. Не влијае тоа само лошо на мене, туку и на моите родители, на мојот брат, на мојата сестра, така да тоа ми е исто така друг страв. Добро. Имаш некој страв? Да не ти подвалат расипано со поминат. Текари. Нема да се објави тоа. Па не знам. Па не. Во мојава конкретна работа мислам дека Нема што да сгреши. нема што да се Да сгреши. бутне рецепт, Рецептот нов Нема да го Ако објави. поминат рокот, нема да се објави. Да. Добро. А кој ги јаде твоите рецепти? Кој не е у Скопје? Ја, например, ја немам ништо. Нема јадено, нема никој Ниту јадено. јас. Не се денес колачи не направи. Се мислев искрено. И како можеше да се дојдеш мислиш. така без Со празни колачи? раце. Стварно. Ево, они Следниот дошле, они двете дошле со модата. Ние гладни дојдовме мислејќи дека имаме Да. во екипата. Кој јаде кажу? Следниот пат ветувам. Не можам следниот пат. Јадете од сликата. Со очи се јаде. Сите, некогаш готвам, значи, унапред за цел месец рецепти кои што ги споделувам, така да во рок од една недела имам 40-50 рецепти направено и Сериозно? да. И тие Не мора да викаш, се море. Океј. А ако некој тоа што ќе късне, не дај Боже да му се слоши, не е тоа Па не страх. се десило до сега. Добро, да, тоа е страх. Ајде. Прво ти се Тоа може да се къснуваш, дesi. па после. Па знам што ставам и знам што да дадам. Ете се плаши прв пат да не се деси. Така. Кого и дали некого сте разочарале со својата работа? Или да мислите дека сте разочарале, сте изневериле некого можеби со вашата работа, со тоа што го правите? Сам себе, може. Не Сам знам. себе? Сам себе, да, сум се разочарал, дефинитивно. Затоа што некои работи што ги имам направено, не дека се каам дека сум ги направил, да сум се разочарал у стилот колку било, дајде да речеме, неуспешно или колку немало, да речеме, еуфорично не било или некои такви работи, али дефинитивно сум се разочарал многу пати кога се работи за почеток на YouTube, дефинитивно имаш многу падежи, многу, значи тоа е, не знам, варијабилно е. Работата на YouTube е варијабилна дефинитивно. Ајде. Јас мислам дека немам никого вака разочарано. Добро. Не. Нека биде така. Одговорот е краток и јасен. Кого си разочарал или мислиш? Јас мислам дека имам разочарано доста луѓе на социјалните мрежи. Тоа е поради тоа што направив една погрешна одлука. На почеток, нели напоменав, имав поранешна девојка и одлучив нашата љубовна врска да биде споделена на социјалните мрежи. Кога дојде денот, ние да раскинеме, пошто ние веќе изградивме публика заедно, пошто така. година и пол, две заедно Тоа снимавме често се случува со
таквите Да, врски, да. и многу беа, следбениците беа многу разочарани, некои правеа предпоставува што се случило, тој овој направил, тој оној направил, цели драми беа такви работи и тоа ми беше некоја моја лична грешка. Дека ги разочара публиката или дека ја разочара девојката или што? Сите. Сите ги разочара. Да. И како се извади од таа ситуација? Па уште не сум извадил. Копаме, нема га. Ај од дека да заседава кризниот штаб да му помогнеме како да се извади. Не, уште добивам коментари. Не верувам Да се више. смирите. Да, не верувам Има више шанса у да се љубов. смирите? Па ние сме во добри односи, мислам, до ден денес се дружиме, ама како другари. Јас мислам дека треба да си искрен и да им кажеш на публиката што се десило, како се мислам од моја јутуберска гледна точка така гледаш функционира совет. работите кај нас. Да, тоа го направив, ама пак си продолжи. Мислам се уште до ден денес прашуваат зошто раскинав. Деде и како се викаат тие бресквица и војаш се скара. Ајде, тоа све поминува. Тоа све кај вас брзо. Кого си разочарал? Неверојатно сам себе во однос на никогаш толку ќе се вложам во некој рецепт. Толку се вложувам, го објавувам и очекувам бум да направи. Така. И на крајот добивам многу помалце во однос на нешто што онака ќе се Да, направи. само Типот, да не довербата знам. ти е огромна, Тоа викаш е сега ова. Дали лајковите го јакнат егото? Конкретно лајковите Зашто служат за егото да ви порасне или заради што? Не, за лајковите сакам да кажам нешто, дека македонскиот народ мисли дека лајковите ако лајкне нешто, се плаќа тоа. Треба да дојде рецептата. Чекај, се плаќа на тебе? Штедливи се на општо за сите мислам. Не, вака сега, како мислат, дека ако лајкнам јас, ти добиваш пари, тоа ли? Не. Штедливи се доаѓаат, гледаат и си одат. Без да дека остават нешто. не покажуваат љубов, да Ето кажеме, така, за неговиот труд. Сирџиски. Сирџиски, значи, а ги прават по дома рецептите. Да, значи може објава кај мене на 75.000 фанови да има 300 лајкови, меѓутоа да има рич од 50.000 и да има 3.000 сейвови. Рецептот е да има препраќање 4.000. Така, ама има 300 лајкови лајкови. нема. Ама вие на Нема нула- Facebook и нула имате коментари. само лајкови имате. Ние на YouTube имаме и дислајкови. Нема, ги забранија. Од кога ти де си бил момче? Ама да, ама не се гледа сега, ама пак го има. Ја можам во анализа да го видам. Колку имам. Во анализа, да. Кого си разочарала, Александра, ти? Не И се дали си? сеќавам на некој конкретен пример, ама сигурно сум разочарала, ме разочарале. Многу човечки е да сгрешиш и да разочараш некој да те разочара. Добре. Дечки, од утре снемува интернет. Што правите вие? Јас воопшто не се плашам од тоа да снема интернет. Земјоделие, тоа ќе остане. Мислите, че не сме ние генерација која растела од секојаш с интернет. Да. Ние сме растеле без телефони, без да интернет. видиме он што ќе каже. Да, него не Снемува интернет. И што правиме? Јас сум дете од село, така што можам да се придружам на нива. Нема гајле. Добро, има таму пријави млад земјоделец, има акција од Министерството за земјоделие. Јас како ова што го почнав, спонтано, така мислам дека одма поседувам некоја креативност и одма мислам дека би се снаšла било што. Добро, одлично. Ти знам кај ќе работиш. Него е многу лесно. Не, он за него се струја, слушај, се струја, ако снема струја. Снема струја, значи ќе продолжи да си. На огинче, доле. Не ме плаши. На дрва. На плинско. Не, воопшто. Не. Не, ја одма офлайн почињам снимам влог Таму и имаме земјоделие, ќе си почнеш со моделинг веројатно. Александра, тебе конкретно? Ја ти на нива. Рекла, може би ќе се посветам малце повеќе на него. А и можам било што да работам. Значи, имате друго. резервна професија, ти веќе работиш, секако. нели? Што работиш сега? Да, работам на рецепција во хотел и плюс работам нешто дома. Така. Земјоделие. Чушки френки. Се имате, добро. И јас ќе ви се придружам во тимот со земјоделие. Кога и да сега, сакате. обично за вас важи правилото и сега денешниве генерации многу повеќе во вас гледаат како некакви идоли, односно звезди, многу повеќе отколку што гледаат во сопствените родители или пак во оние јавни ликови кои што се пеачи, глумци и така натаму. Имате ли вие такво чувство дека баш младите генерации многу ве поддржуваат, сакаат да бидат како вас? Да, тоа си стои и затоа сметам дека треба да внимаваме што објавуваме, што постираме, одговорни да сме во однос на тоа. И кога сме биле помали, сме прифаќали соработки кои не сме ги размислиле на таков начин, ама сега кога веќе сме возрасти, сносиме некоја одговорност, посебно кон помладите кои не следат. Така што кога веќе сме им идоли, барем да бидиме
Кои се твоите најдобри карактеристики кои што ги пренесуваш на публиката? Можеш да ми наброиш 3? Најверојатно искреност, Добро. импулсивност. Тоа како лоша си ја сметам карактеристика. Добро. Секогаш да земам со срцето, никогаш со паметот. И многу пати сум сгрешила во тој поглед. И уште Значи на... имаш за нешто што се каеш што си објавила. Да, имам. Добро, Имам искрено. само никогаш не сум го повлекла зборот. Не бришете стори. Не, никогаш до се не сум избришала стори затоа што нема поента. Јас Така. ќе го Тоа е објавам тоа, тоа е тоа. и во 5 минути го виделе 3000 луѓе, од тие 3500 да го скриншотнале и ти си веќе готов. Значи не се Така што се нема држиш до повлеквање на зборот. некојаш Не си треба ни 5 извинила? минути да поминат. Сум се Минута. извинила, многу е човечки да сгрешиш да се извиниш, ама никогаш не сум избришала стори. Кога веќе сум го објавила јас тоа, без разлика колку било неразмислено и импулсивно, си стојам на тоа што сум го Добро. објавила до крај. Браво. Ти си избришал некогаш некое видео ако имало, не знам, помалку лајкови или пак да имало премногу хејтерски коментари? Не. Не, никогаш не сум... Океј, некои видеа кои што можеби биле, не знам, кринџ, така. Кринче, што е кринч? Кринџ е кога немаш да... Нешто го Изгуглајте гледаш и... Не, Језиво, не Језиво. Језиво. Ама и језиво. Језиво е српски. Као Српски чудно за збор, мислам гледање, дека ајде, не е како Чудно да... за гледање. Као никако не се Предизвикува препозна. неубави емоции Да. кај луѓето. Нешто што не ме представува мене тоа што сум. А коментари такви работи не сум бришал. Не, си бришал, добро, а таму некој рецептче да објавиш Ја па да го најчесто избришеш? сториња знам да избришам во однос на печатна грешка ќе си најдам па репостирам одма. Добро. Ти рече дека ги си ги избришала на YouTube видеата. Да. Ајде да се фокусираме сега на измислените или неизмислени кавги меѓу инфлуенсерите за да се стекнуваат следачи. Дали постои нешто такво или не постои? У мојава бранша мислам дека не. Не, не се карате меѓу себе. Нема драми. У овој рецепт не се ставаат јајца, се става овакво. Не, Не е со 504. не со 4 Ретко знае некој да се Со што се прави раванијата? Со 3 јајца или со 4 јајца? со 10. Нокаут. А таа раванија што ја правам со 4? Таа некоја мала доза. Најниско калорична. За мало давче, да. Значи меѓу вас нема кавги да некој каже не е вака, значи добро, ти си заштитен. Обично по старата публика знае на Facebook да ми искоментира јас не го правам ова вака, јас така. вака го Па за правам. тоа те прашав за раванија. Да. Посебно кога се таквите рецепти не знаеш. знам. Тоа не е кавга. Не Да не да за- тука корите. Да па не знае забораваме ги дека тегне. живееме у Македонија. Па нели и не знаеш да тегнеш кори и тоа треба да се каже. Добро, тоа И не сега е кавга. пита со готови кори. Е. Направи со домашни да те видиме. Па не е тоа. Тоа да, тоа е. А ќе објавам со домашни па не се гледа видеото после. Па ти љубоморат. И подолго му е за гледање најверојатно. Добро, ајде, кога сме кај кавгите, има ли намерни кавги да предизвикувате вие или? Јас посебно последната година и пол гледам да се држам настрана од секакви кавги, се што ми го нарушува мирот и сите ти работи, ама знам дека има и некој намерно ги прави за внимание и сите ти работи. Така за внимание. Јас сакав да се држам малку настрана од цело внимание и се тоа, доволно ми беше внимание ова година и пол. Така што си се држам малку настрана. од Добро, ама како програмите. ви изгледаат? Општо и кавгите, па и кај јутјуберите имате вие дистракшн. Таму има најмногу. Кај нас почна тоа. А вие тие го донесоа тоа. јутјуберите имаат дури и песни кои што ги смислуваат. Дали Да. се вика дистракшн, така се вика? не. А како се вика? Дистрак, ама добро има. Нема Дистракшн појма не е како лошо. се вика. Не си ја научила Како се вика? лекцијата Да, добро. дистрак е кога, пример, некој го маловажува во Па песна, тоа, како такво така, нешто, да. тоа, на тоа Кај нас почнаа тие кавгите, можам да кажам дека додека јас со джипи не се скаравме, не се караа нешто многу, затоа што тука се подели и публика, се подели и креатори, сите се разотидоа на страна, фората беа пари во моментот. Каде што ја бев човекот кој што не ме интересираа парите, ме интересираше креативноста, а другите ги интересираа парите. И дали тука се од оваа поделивме. гледна точка ти си во грешка или они биле во грешка? Мене не ме интересира кој е у грешка, јас знам дека за себе сум го направил правото нешто, затоа што јас сум човек што цел живот прави за публиката и сум толку многу конектиран со публика што мислам дека у Македонија не постои некој толку освен Тоше Проески, ќе кажам, кој што бил толку блиску со публика. Правам муавет да си симнеш ти у група со 100-200 деца и да си тука
2 се сликаш сата, со 3, нив, така. додека не си сликаш со сите, додека не си даеш автограм и додека не си направиш мовет со сите. Добро, значи сега да го затвориме овој круг на прашања, само да прашам дали се исплати да бидеш инфлуенсер во Македонија и дали реално може да се живее од тоа? Апсолутно, Да, апсолутно. да. Дефинитивно. Со јутјубот што правиме, се исплати да се биде јутјубер, да знам на синовите мои што да им кажам. Ја може да се двојам од као друг клинец сум ја. Ти си од тие другите. Да, ја имам Неки друго постари размислување. клинци. Ја имам друго размислување, веќе кога правим мовет за професионален план и Добро. план од забава. Значи, кога правим мовет план од забава се исплати во секој случај. Така. Кога правим мовет од професионален план е невозможно и неизводливо. Затоа што Добро. сепак ти треба цела екипа, ти треба тие луѓе да бидат платени, затоа што за ти да бидеш константен на YouTube ти треба да ставаш редовно видеа, а тоа си бара многу големо време за работа, затоа што на екипа. пример ние снимаме еден ден, другиот ден го едитираш видеото, третиот ден го ставаш и ти четвртиот ден добиваш фидбек и ти со едно видео поминаш неделно. И сам да кажам, сам да ја работиш таа работа е многу спора. Ама ако имаш ти екипа која што ќе ти ја работи, да речеме, за да можеш ти секој ден да ставаш видеа, веќе си бара тоа и време, и пари, значи луѓето кои што се околу тебе, значи треба да вложат и труд и Генерално време. тоа е работа Да. која што е тимска работа, не може само со селфито цело време држи, Да, треба некој дефинитивно. да брка во тоа. Работата е што ние си страдаме самите од себе, ние треба, самите си го правиме сето тоа. Никој не е после ти нас да ни помага или нешто. Многу е полесно ако имаш помош. Да, дефинитивно, дефинитивно. Секако прво помош е дечкото, прво помош Да, другарката прво се мачи, па после тоа преоѓаме на друго ниво. бесплатна помош, може нека да го каже. 2 или 3 години мајка ми татко ми мисли. И мајка ти те гледаш, тоа е тоа таа жртва. Добро. Ви благодарам за овој дел од разговорот, барам джингл и продолжуваме понатаму. Само нека прозвучи нешто конкретно. Еве сме назад, имаме прашања од гледачите, кои што се поприлично провокативни. Кој сака, тој може да ми одговори. Вака, инфлуенсерите го уништија пазарот на труд, нема келнери, сите сакаат да бидат инфлуенсери, нема продавачки во бутици, сите сакаат да бидат јутјубери или тиктокери. Ние со завршени факултети не можеме да најдеме добро платена работа, а тие се сликаат и по 200-300 евра заработуваат од еден клиент. И тоа со 0 образование и 0 работен стаж. Каде оди? Првично не сме необразовани, тоа е прва работа што сакам да кажам. Протестирам. Во моментот ќе кажам дека не е точно, секој кој што сака може да си прави и не зафаќаме никаков како да кажам простор дека ние тераме луѓе да бидат како нас, тоа е. Така? Ако луѓето имаат желба да бидат како нас, тоа не е наш проблем. И тие што нема келнери продавачки се завинате странство, а не се станат инфлуенсери. Но, добро. Зошто големите инфлуенсери не враќаат на пораки на луѓе кои имаат малку следачи? Секад сум враќал и со сите сум разговарал. Не дека не враќаме, Нема дека многу врска ги има на и следачи. не можеш да постигнеш со сите да... Тоа не е точно, никогаш не одбираме дали ќе враќаме на некој што има малку или Да, многу следачи, едноставно има такви периоди кога не можеш да постигнеш да вратиш на сите. Најверојатно на чекане Замисли некој на таков период. 30 пораки дневно да отвориш секој профил да гледаш колку пораки. Не, јас никогаш не сум отворила Следачи. профил да видам со кој пишувам и слично. На сите Ама враќам. им одговарате? Стануваш од спиење, гледаш 250 пораки, дали имаш време ти да вратиш на сите? Абе се случува обратиш снеже во и лајф? да не одговараме редовно. И тоа треба Добро, ама не е конверзација да намерно. тераш. Период, Не, не е намерно, така. да, Не е баш. така. Јас кога Ти сум имала одговараш? таков период, сум се извинила дека нема да можам да стигнам да одговарам на сите. И Секогаш кога имам време, секогаш ги гледам пораките и одговарам. И прашуваш таму, колку треба за рецептов? Некогаш ќе ми се Васи деси на една торта, нелова ако може да ми На пуштиш. на кого полесно му праќаат пораки, односно му приоѓаат на инфлуенсерките или на тиктокерите? Веројатно за дечко, девојка прашуваат. Да, не. па не знам, јас немам TikTok, така што не можам да споредам. Добро, а лесно ви се пуштаат во пораки или не ви се пуштаат? Никогаш. Како, во која смисла ни се пуштаат? Па да се пушта дечко, Па да. не, ти се мене пушта никој не дечко? е пишано. Мене само жени ме следат. Да, исто. И само со жени си пишат. Ете, гледаш, види, Никој, имаме апсолутно. проблем, мене само мажи ме. Да се смени мене. И мене само жени. Видиш, еме само ќе ми тоа е добро. Да ми бидеш зет да ти пише некоја. Имаме Има бисери, да. Те барале да бидеш зет печи. И во Холандија, и во Белгија. Надвор веќе од границите. Да се улазе.
На принцот у Дубај. Мене ме се мажите за 15-20% мажи и тоа сите ми се другари и братучери. Така што дефинитивно жените се на мојот профил Ако главни. после некое време пуштиш таму некој фудблог од Холандија, знаеме што си се издаде. А тебе ти се пуштаат други девојки сега пошто си слободен? Да, се пуштаат. Тебе коњо, кој сака да те ќари? Коњо никој не ќе Не ќе? Тоа ја не можам да го поднесам ни па нека. Добро. Ксенија рече, ти се пуштаат или не? Не смеш да имаш дечко? Не. Добро, на крајот ќе ви се заблагодарам уште еднаш. Имавме конструктивен разговор. Она што го заклучивме дека и како е добро да се занимавате со оваа професија и дека би требало да ве почитуваат, така? И да веруваат во она кое што вие Прво го како правите. луѓе, па после како инфлуенсери. Така, добро. Подароците подготвени се. Нашите драги верни пријатели Меркур, спонзори. Значи тие ни го поддржуваат проектот и не е лоша работа да имаш поддржувачи заради тоа што сепак ти требаат луѓе кои што ќе ти не реков помогнат. ништо лошо за поддржувачите. Не можам да кажам ништо. Можам да ги Ништо похвалам. се шегувам, така е. Имате таму подарочиња, овдека имаме љубави чаши, тие ќе ги дадам на Александра, ќе си ги однесеш фала ти, Снежа. дома, повели. Така дур си гледаш нешто конкретно да си пиете ти. цела фамилија и пријателите гледаш. Таман, за да има за сите пријатели ќе ми треба уште 10 вакви, Снеже. Ќе ти додај. Да. Ќе ви ја пратам адресата. Pink Stuff, ова е паста за чистење. Чистиш, имаш стан. Многу ми ја пофалија пред една недела баш, имав Така? еден проблем дома и ја имаше во неколку предлози, ја не сум ја пробала. Да ја пробаш Купено ја имам дома. Макар ја користи. Јас не сум ја пробала, ама многу ми ја пофалиле. Повели, да. И тука витамините и минералите секогаш ти се потребни и тебе. И на сите останати, еве, ова се витамини и минерали од нашите драги пријатели Кенди. Тука ќе го оставам. Значи ги имаме Хайпер за намалено либидо кај мажи и кај жени. Терапевски производ можете да го најдете во дрогериите и во аптеките. На девојките ќе им подарам за грижа за женското здравје. Имате ваучери од Ферти Клиник и каде што имате и гратис ехо преглед. Ваучерите, еве. За Александро тебе ќе ти го дадам. На крајот ќе ги поздравам и вега кои што се грижат за мојата насмевка, може да се грижат и за вашата. Не заборавајте да си купите убавина и здравје и не заборавајте да не следите и на социјалните мрежи, значи не имате на YouTube, на Facebook, на Instagram и имам и TikTok. Да не следиш, да. Дечки, фала ви уште еднаш, вас ве поздравувам и се гледаме следната недела. Не заборавајте да кликнете subscribe и не заборавајте да го кликнете звончето за секогаш кога имаме нова содржина да добиете известување.